Во периодот помеѓу минатото и денешното издание на Автомагазин се случија интересни случаи во светот на автомобилите. Не само како нови модели, туку и нови групирања од економски, но и техничко-технолошки аспект. Тоа е добра причина да останете во следните 30 на минути со нас, а ние се враќаме со жешките новитети веднаш зад рекламните пораки. Да се создаде моќен мотор е како креирање на неодолив парфем. Се селектираат најдобрите состојки. Така, тој ќе ги поттикне твоите чувства, кои ќе ги паметиш до крајот на својот живот. Peugeot 308 со 1.6 Blue HDI мотор за 190 евра месечно. Да имаш контрола, значи да имаш се. Преземи контрола и одбери Корола. Сега Toyota Corolla бензин за само 13.590 евра или Toyota Corolla дизел за 14.990 евра. Одбираш Корола, одбери и пакет, регистрација и полн резервоар или една година каско осигурување или алуминиумски бандажи. Патосници добиваш во секој случај. Имај се. Toyota, always a better way. Запознајте ја новата звезда во флотата на Mercedes-Benz. Новата Е-класа, која го прави секое ваше патување. Патување во прва класа. Mercedes-Benz, the best or nothing. Designed for the little more attitude. Mazda 6. Mazda. За ситуациите во кои што сте без решение, земете семеен пакет Одличен 7 од Евроинс. Пакетот вклучува домаќинско осигурување, патничко и осигурување од незгода. Одличен 7. Квалитетно осигурување за квалитетен живот. Добре дојдовте назад. За тест денеска ќе имаме Шкода Суперб, автомобил кој во многу нешта напредна со својата втора генерација. Но тестот го чуваме за крајот на денешното издание на Автомагазин. Минатата недела се случи една нова алијанса на јапонски производители. Имено Nissan и Mitsubishi Motors потпиша спогодба за превземање во висина од 36% од страна на Nissan за понатамошен развој и соработка на овие две компании. Како прва вест ќе ја видиме токму оваа, а потоа следува новитетот на Nissan кој првично беше планиран за Латинска Америка и Азија, но по се судејќи дека Nissan Kicks ќе дојде следната година и во Европа. Јапонците се прегрупираат. Со преземање на 34% од капиталот, Nissan ќе стане главен акционер на Mitsubishi. До овој изненаден чекор дојде откако темелите на компанијата беа разнишани и се доведе во прашање нејзиниот опстанок. Причината е манипулирањето со потрошувачката на гориво кај некои модели на домашниот пазар, овозможено преку различните методи на тестирање.
За сделката која вреди 237 милиарди јени, односно 2,2 милиарди долари, првиот човек на Nissan, Карлос Гон, ќе каже дека пресвртница и двојна добивка е и за двете компании. Нејзе и престои одобрување од јапонските антимонополски регулатори и акционерите на Mitsubishi, што се очекува да се случи до крајот на годинава. Здружувањето со стратешката алијанса меѓу двата партнера ќе биде извршена по пат на издавањето на нова емисија акции. За нив Nissan ќе плати цена која е просечна вредност што ја рефлектира состојбата на берзите во периодот што претходеше. Дел од договорот е Nissan да назначи председател, но постои голема веројатност сегашниот прв човек на Mitsubishi, Осамо Масуко, и понатаму да го предводи одборот директори. Тој ќе биде проширен со нови членови од Nissan со право на глас пропорционално со учество во собственоста на компанијата. Со имплементацијата на договорот ќе се создадат услови за проширување на веќе постоечката соработка меѓу двата производителя, која во поинтензивна форма датира од пред 5 години. Нејзини основни столбови се набавката на компоненти и размена на технологии, платформи и готови производи. Слична е и формулата според која функционира 17-годишната врска помеѓу Nissan и Renault, дополнително зацврстена со размена на акции. Блиска соработка Nissan има и со Daimler, кој некогаш беше партнер на Mitsubishi. Во моментот Nissan под своите ознаки продава неколку модели на мали автомобили кои ги произведува Mitsubishi. Од друга страна пак, Nissan во блиска иднина треба да започне да му испорачува на Mitsubishi барем еден модел кој тие би го продавале како свој. Се прашувавме како Nissan издржа толку време да не представи нов кросовер. Се прашувавме затоа што не знаевме дека Kicks веќе е подготвен да се справи со интензитетот на урбаната џунгла. Кога пред околу година и пол во Сао Пауло беше представен концептот, Nissan не остави на леб и вода. Децидно изјавија дека овој модел ќе биде наменет само за латиноамериканците. Сепак, лебот има и своја добра страна. Јапонците се премислија и по својата бразилска премиера Kicks ќе тргне во поход низ целиот свет. Малиот кросовер во својата серијска форма задржа голем дел од персоналитетот на концептот. Во своите гени го има и испреплетено влијанието на двете американски студија на Nissan, онаа во Сан Диего и онаа во Рио де Жанеиро. Затоа и доста интересен за британците. Тие во него препознаа производ што со своите квалитети ќе им се вклопи во желбите и можностите. Kicks има дизајн кој се карактеризира со големата маска во облик на буквата V, хоризонталните LED светла и истакнатите арки на тркалата. И покрај ова, тој не е така мускулест како Juke, главно заради затемнетите столбови кои го креираа така наречениот пливачки покрив. Супервизорот на тимот конструктори и шеф на глобалното дизајн студио на Nissan, Широ Накамура, тврди дека тоа е намерно направено. Со него Kicks во исто време изгледа забавно за возење, но и како сериозно возило. Заради тоа и се доживува како да е поблиску до Кашкај отколку до Juke, што дополнително е истакнато со додавањето детали кои оставаат премиум впечатоци. Димензиите сепак му се субкомпактни. Должината му изнесува 4,3 метри, ширината 1,76, а висината 1,6 метри. Тоа го прави подолг од Juke за 175 мм, од кои половината отпаѓаат на меѓускенното растојание од 2,61 метри. Поставен е на платформа од микра, а движечката сила за домашниот бразилски пазар најверојатно би ја добивал од 1,8 литарскиот Flex Fuel мотор, кој би бил спарен со мануелна или CVT трансмисија, додека погонот на сите тркала е неизвесен. Продажбата која ќе му започне во август треба да опфати повеќе од 80 глобални пазари. Карлос Гон лично потврди дека Америка ќе бидат еден од нив, но за Европа не кажа ништо. За подобро да се поднесе почетниот интерес на бразилските купувачи, Kicks најпрво ќе започне да се произведува во фабриката на Nissan во Мексико. Со полн капацитет ќе излегува од погоните на марката во Рио де Жанеиро, а не се знае кога ќе биде организирано производството за другите региони.
Јапонската алијанса во следните неколку години сигурно ќе го засили своето влијание на светскиот пазар на автомобилите. А кога сме кај силното влијание, неминовно е да ги споменеме и премиум брендовите кои подготвуваат интересни работи за дополнување на својата понуда. Исто така ќе одвоиме простор и за новитетот на Lincoln, кој повторно сака да се врати како глобален играч со својот нов Континентал. Жежок автомобил, жешка локација. Мајами е место какво што само може да се посака за презентирање на задоволството во возењето под отворено небо. Посебно ако во рацете го имате управувачот на една ѕверка како што е Lamborghini Huracan Spider. Во однос на купето, погледите на љубопитните и сончевите зраци ги овозможува електрохидравличниот механизам кој го склопува платнениот покрив за 17 секунди. Во возење се разбира, но само до 50 км на час. А италијанскиот суперспортист и на поинаков начин може да ги демонстрира своите способности. Нив му ги обезбедува филигранскиот 5,2 литарски агрегат. Звукот што тој го произведува дополнително го стимулира задоволството од присуството на коњицата од 610 расни грла. Нивниот галоп низ ексклузивниот амбиент визуелно се дополнува со агресивната и непогрешливо препознатлива појава. Впечатокот што тој го остава е комплетен, дури и кога се знае дека забрзува до 100 за 3,4 секунди и постигнува максимални 324 км на час. Huracan ја направи 2015-тата најуспешна во историјата за V10 моделите на Lamborghini. Испорачаните 2242 примероци се за 70% повеќе од неговиот претходник Gallardo. Но нема само овие бројки да бидат подобрени со лансирањето и на Spider верзијата. Освен со старт-стоп системот, од годинава сите варијанти на Huracan се опремуваат и со технологија за исклучување на цилиндрите. Колку и да звучи контрадикторно кога автомобили како овие на Lamborghini се во прашање, сепак природата, каква што на пример е во Мајами, треба да се зачува. Како поинаку и понатаму би можеле да уживаме во возењето под отворено небо. Покрај сите други, Форд го има и овој робот. Го нарекуваат Рут и работата му е да ги тестира држачите за чаши што се вградуваат во возилата, колку време цврсто ќе ги држат чешињата со пијалоци. Може би останавте без коментар или пак мислите дека ова е претерано дури и за еден толку голем производител како Форд. Но погледнете ги инсертите од промотивното видео за моќниот F-150 Raptor. Тоа најдобро покажува зошто овој голем пикап се смета за ултимативна перформансна машина. Секако дека никој нормален не би го возел вака со лименки во држачите, но кога американците се во прашање, ништо не смее да не изненади. Така мислат и во Форд и затоа Рут вредно си работи дење и ноќе, за да не прочитаат утре некаде дека држачите за чаши се слаби. Кога Бентли е во прашање, луксузот доаѓа во секакви пакувања. Најновото на 4 тркала е Bentayga, а најновото за сите негови собственици е Apple Watch апликацијата. Развиена од самиот производител, со неа може да се контролираат одреден број поставки на возилото. Така, климатизацијата, системот за забава, вентилацијата и функцијата за масажа на седиштата се регулираат со само еден допир на екранот на умниот часовник. Неговиот оперативен систем, синхронизиран со возилото, со помош на Bluetooth конекција овозможува и приказ на разни информации. Например, надворешната температура, поминатото растојание, брзината на возењето и слично.
Оваа апликација е само една ставка на долгата листа додатоци кои луксузот во технолошки напредното спортско корисно возило го комбинираат на начин како што само Бентли може. Некои од нив сепак не толку иновативни, меѓу нив се среќава и Mulliner Tourbillon, механичкиот часовник на Breitling. Направен специјално за Бентајга, тој е достапен со розево или бело злато во бисерна или црна боја. Декориран со 8 диаманти, неговата цена се искачува на неверојатни 150.000 фунти, што е за само 10 помалку од цената на Бентајга. Нема ни 3 години како Lexus ES го доби својот оригинален дизајн, а јапонците решија да му додадат жичка агресивност со цел да ја задржи својата жилавост. Секако, сите основни линии се задржани како одлична појдовна точка. Потребата да се нагласат некои стилски знаци, посебно на предниот дел, е постигната со огромната решетка. Таа изгледа како нападната од две страни, со огромните отвори за воздух. Заради тоа и не се забележува многу дека се редизајнирани и фаровите. Тие сега имаат почист изглед и дневни светла во облик на латинското Л. Сега ова го доведува лицето на ES во визуелна корелација со останатите модели од гамата на Lexus. Слична е приказната и на задниот дел и во внатрешноста, каде соколовото око ќе ги забележи направените измени. Со нив, новиот ES станува перфектен пример за она што во училиштата за дизајн се нарекува малите нешта прават големи разлики. Затоа и понатаму ES со својот футуристички уникатен дизајн останува класа за себе. Луксузот дефинитивно се враќа на американските патишта. Дел од заслугите за тоа ќе има и аспирациите на Форд за новото заживување на својата луксузна филијална Линколн. А гледајќи го моделот со славно име Континентал, кој исчезна од автомобилската сцена пред 15 години, тие дефинитивно започнуваат да се остваруваат. И тоа на едно сосема ново ниво, досега од никого недостигнато. Најречит пример за тоа е така наречената технологија за детектирање на сопственикот. Имено, кога тој ќе се приближи на околу 2,5 метри, возилото топло го поздравува и му посакува добре дојде со вклучување на дневните светла и осветлената рачка од вратата со специјален систем за меко отворење и затворење. На местото каде возачот приоѓа се проектира логото на марката, а старт копчето започнува да пулсира и светка пред да биде притиснато. Натрешноста на оваа луксузна лимузина, која во продажба ќе се најде есенва, е приказна за себе. За расположението на патниците, меѓу другото, се грижи и секвенционалното амбиентално осветлување. Загреваните и вентилирани седишта се подесуваат во 30 насоки, а патниците назад имаат собствени контроли на аудиосистемот и климатизацијата. Кожата, вистинското дрво и инсертите од алуминиум не недостасуваат, а бројната електроника која се грижи за комфорот практично е невозможно да се наброи. Затоа само ќе споменеме дека Континентал се опремува и со активен систем за елиминирање на бучавата, а озвучувањето е специјално прилагодено на акустиката во кабината. За погонот на Lincoln Continental ќе бидат заложени 3 бензински V6 агрегати со 300, 335 и 400 конски сили. Тие преку стандардната 6-степена автоматика ќе ги задвижуваат предните или сите тркала. Стартната цена му е дефинирана на интересни $45,000, а и најскапата изведба на Continental со сите опции чини околу $75,000. Дека наговестува голем успех сведочи и бројката од 40,000 купувачи кои се заинтересираа за него дури и пред да бидат објавени цените. Oh, I need to kiss you before this all ends.
Некои ќе кажат дека не му требаше фейслифтинг и ќе бидат во право, бидејќи Citroen C4 Picasso е стар едва и 3 години. Но французите не сакаат да го остават без свеж див, за да се бори со престојната нова генерација на неговиот најлуд конкурент Renault Scenic. Затоа футуристички обликуваниот и најпродаван европски моноволуменец остана да го предводи сегментот испоред убавината. Неговиот напреден дизајн не дозволуваше некои длабоки зафати. Првиот поглед лесно може да ги прескокне корекциите. Новиот преден дел сега му дава посуптилен изглед со повеќе сјај и благо засилена сериозност во настапот. Назад светлата имаат помодерна 3D графика, а силуетата остана непроменета. И должината му остана иста – 4,44 метри за верзијата со 5 седишта и 16 см повеќе за Grand C4 Picasso, изведбата со 7 седишта. Зафатите и во внатрешноста се козметички и во насока на подобрување и избогатување на опременоста и понудата. Така купувачите сега имаат избор од 3 различни дизајн пакети: Wild Blues за помладите, Dune Beige за премиум атмосферата и Hype Grey за стелосно доживување како во бизнис класа. Долгиот список сериска и опционална електроника се грижи за релаксирано и безбедно возење, кое сега е поекономично со парот нови мотори. И двата се со зафатнено од 1,2 литри. Првиот со 110 конски сили и мануелен, а вториот со 130 коњи и автоматски 6-степен менувач. Обновениот C4 Picasso ќе се најде на пазарот веќе идниот месец. Од оваа негова генерација, која плени со својата неконвенционална форма, Citroen веќе има продадено 300.000 примероци. Втората генерација на Superb ни носи еволутивни подобрувања. Пред се во дизајнот кој во основа не е многу сменет, но сега делува доста помодерно. Големите димензии на Superb секогаш биле негова предност, а она што сака Superb да постигне да ја промовира оваа лимузина не само како добра бизнис, туку и семејна лимузина. И моето седиште е наместено за моите пропорции. А во задниот дел, она што е огромна предност на Superb, видете колку има простор, како да се возите во некоја луксузна лимузина. Моја забелешка на претходната генерација беше кусата седалка, каде што ве приморуваше на подолги патувања долго да се потпирате на стапалата поради кратката седалка. Сега не е случај во новата генерација, односно во втората генерација на Superb. Седењето позади е многу подобро. На задната клупа можам да ја најдам забелешка само затоа што нема потпирач за рацете, но веројатно во побогатите нивоа на опременост тоа е вклучено. Што се однесува до задниот дел, Superb во својата прва генерација имаше извонредно решение. Решение кое ја правеше оваа лимузина и седан и лифтбек. Кога имавте потреба да го отворите багажникот, а да не ставате големи предмети, тогаш се дигаше само овој дел, а во спротивно целата задна врата. Во втората генерација тоа е исклучено. Не знам зошто, бидејќи беше тоа извонредно практично решение. Поради своите димензии, Superb има супериорен багажен простор. Погледнете само колку простор има во него, а поради неговата големина, предпоставката е дека многу ретко ќе може да се наполни до врвот. Па затоа во Superb се ставени овие мрежи кои ви помагаат во голема мерка да го уцврстите товарот. Тие мрежи се присутни и на двете страни од страна на багажниот простор, во кого можете да сместите и поголеми предмети со помала тежина. Па така за практичноста на багажникот на Superb можем да се изразам само во суперлатив. Она што не ми се допаѓа кај сите модели на Шкода, тоа е тврдоглавото задржување на оваа рачка. Таа е потребна за да помогне при
спуштање на багажникот, но изгледа многу некултивирано. Би требало за ваква лимузина да се смисли некое друго решение. Но да не бараме влакна во јајцето. Суперб има големи димензии, но ДНК на Volkswagen, што значи дека ги користи моторите и менувачите кои ги користат сите модели на групацијата Volkswagen од овој сегмент. Па да видиме како се однесува Суперб на пат. За доправувачот на Шкода Суперб навистина се чувствувам супериорно. Иако пред да ми го додалат овој автомобил на тест, се размислуваа дали да го дадат со ниво на опременост актив, бидејќи не било доволно опремено возилото, и јас тоа морам да го демантирам. Во нивото на опременост актив Шкода Суперб има сосема доволно опрема. Има кожен волан, убав интериер и се разбира сите оние функциски работи кои го прават возењето многу по-бескрижно. Инаку седиштата се извонредно комодни. Насекаде чувствувате голема просторност и складна димензионираност. Иако оваа лимузина од CD сегментот има големи димензии, таа во внатрешноста ја нема онаа препознатлива робусност за овие лимузини. Напротив, таа е складно димензионирана и ергономијата е на извонредно високо ниво. Сега дискутабилно дали би требало да има монитор во боја или не, но иако е монохроматски мониторот, тој не пречи во возењето. Напротив, интериерот делува како да е добро скроен за сите потреби и на подолги патувања. Што се однесува до амортизацијата, Шкода ја има ДНК-та на Volkswagen моделите. Тоа значи дека подпирањето и амортизацијата се малку потврди, но тоа не пречи на удобноста. Напротив, тоа се јавува и како добар показател при возењето, бидејќи иако има големи димензии, Суперб многу лесно се командува и многу добро лежи на пат. Посебно кога ќе ја возите на пат со свијаци, чувствувате дека управувачот е прецизен и возилото, иако е долго, на пат на свијаци многу лесно се управува. Оние типични инерции за долгите лимузини се совладани и делумно поради добрата работа на ESP системот. Што се однесува до звучната изолација, Шкода Суперб малку е поинфериорна. Ги чувствувате и надворешните влијанија, како што се разни звуци, но ќе повторам, тоа е така избалансирано да не ви пречи при возењето, ниту во престојот во кабината. Моторот е познат, дволитрениот TDI агрегат од 150 конски сили многу добро се снаѓа во оваа корелација. Со шестстепениот мануелен менувач дава една удобство на возење и голема еластичност. Јас немав многу шанси да ја возам Шкода Суперб, барем не онолку јас толку што сакав, но поминав нешто повеќе од 350 километри. За оваа дистанца јас просечно потрошив 5,9 литри на изминати 100 километри, што е извонредно добар показател. Не само на штедливост, туку и на еколошка оправдливост. Цената на Суперб е добро димензионирана. Во актив ниво на опременост, каде што јас лично не можев да најдам многу замерки. Оние што ги сакаат помодарските
решенија. Ке им недостасуваат LED светлата и, како што споменав, можеби кожниот интериер и екранот во боја. Но, што се однесува до возењето, Шкода Суперб ја заслужува својата цена. 22.900 евра е сосема прифатлива цена за овие димензии и оваа моторизација. Во групацијата Volkswagen Шкода е рационална марка, па рационална и нејзината опременост и нејзината цена. Ова е сосема оправдив автомобил, не само поради неговиот изглед, туку и поради неговата функционалност. Со огромниот простор во внатрешноста, како и багажниот простор, овој автомобил не е погоден само за службени употреби. Напротив, тој е добар и за семејни луѓе. Луѓе кои имаат и многу афинитети кон одредени спортови во кои поголемите реквизити нема да бидат проблем да се сместат во внатрешноста на кабината на Суперб. Во текот на возењето ние немавме никакви проблеми со Суперб. Тој навистина се покажа како една зрела и супериорна лимузина. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Срдечно ве поздравувам и ви ја закажувам следната средба за 7 дена. До тогаш останете во добро здравје и расположение. До гледање.